Ако некогаш должниците од срам се раздолжуваа и тоа не им создаваше непотребни материјални трошоци, денеска секоја неподмирена давачка, дури и да е најмала, представува сериозна опасност по џебот на граѓаните. Еве пример за неплатен долг по судска пресуда од само 1000 денари, на што граѓанин по 1-2 години морал да плати 12.000 денари. Значи 11.000 денари чинеле трошоците на адвокатот, извршителот и разни други такси. Или за 1 денар долг од институциите, трошоците за извршување и каматите достигнале 600 денари. Има примери на извршна наплата на заостанати сметки за радиодифузна такса, при што за долг од 1300 денари извршителите наплатиле околу 7000 денари. Па има, дешава се. Дешава се и овие од дистрибуција од водовод под заказ на геа каматата си тече. И ние сме си потрошачите виновни за тоа. Не може да стасаш сегде да платиш, за остане, па сега криво ни што камата плаќаме. Они закаснат со испораката на сметките. Има си пуно фактори што влијаат. Има некои, има. А кај мене нема, јас сум на чисто. Исплатен све. Долгови се тоа нема. Списокот на изгорени граѓани и фирми од извршителите е долг, а сметката дебела. Само во 2014 година извршителите наплатиле над 21 милион евра од правните и физички лица во државата, односно 1,3 милиарди денари. Има случаи кога луѓе кои заборавиле некаков долг од 100-200 денари, кога ќе го добиеле извршното решение и пресметаните камати и трошоци во него, буквално да паѓале во несвес. Вториот иритирачки момент е што во многу случаи не се запазува редовната постапка, туку адвокатите и извршителите прво ги блокираат сметките на одредени фирми, а потоа ќе се утврдат дека сгрешиле. Деблокажата и враќањето на парите оди бавно и на нивна